Никола, дали би учествувал во тројка со Анџелина Џоли, ако третиот член е Давид Давидовски? Не. Колку заработуваш месечно? Да кажеш една цифра. Постои ли нешто што е табу или е забрането, а тебе те привлекува кога размислуваш за тоа? Добро, се збори по градов дека имаш фут фетиш и дека сакаш да кинеш подвезеци со заби, чиви подвезеци си кинал Не, ти? тоа вистина. Колку ти е боди каунт? Зашто раскина со тракер? Па на педарчи. Луѓе, добродојавте во ново видео. Тука сме со најконтраверзната личност, личност која што нема влакна на јазикот, е створена да биде јутуберка, она обдрала да биде пејачка, не знам зашто. Таму изгледа нема цензура, не знам зашто стварно. Диана OG. Диана, представи се, кајде. Здраво публико, јас сум Диана Оуџи, скопската раперка. Еве све кажа за мене, дури ме збуни. Идна јутуберка, да. Така, имаме договор со Дијана, ја враќаме YouTube сцената. Конечно женски лик на оваа сцена. Денеска што правиме? Јас имам спремно 7 незгодни прашања, пошто јас сум згоден, прашањата мора се незгодни. Она за мене исто така и фактички ова се вика незгодни прашања. Јас имам 7, он има 7 и кој неќе да ги одговори некој од тие прашања, мора си лапне од овие добро познати бомбончиња Бим Бузо. Ке втор на мојот канал, кој не ме знае, нека го врати второто видео. Со DJ Тошев ги лапавме овие. Имам за уште тројца гости. Зависи само може со Дијана ниедно нема да лапнеме, не се знае. Знаеш што, јас прв пат ги гледам се овие, па ме зема, прв пат ги видов и се надевам дека и да лапнам нема да биде некое ружно. Па сега ти среќи имаш во животот. 50-50 е најверојатно, или јадеш праска или лошо повраќаница. Биде добро да не одговориш некој прашање, после ќе јадеш праска. Се надевам. Се надеваме. Ставете лайк, ставете subscribe, идеме до 10.000 ова лето и вадам песна. Стварно? Да, Ќе правиме заедно? дует. Ама тоа на 15 сега. Сакам соло да е првата, може? Нормално ќе ти дозволам. Сега дознаваш, така? Дека Да. правам песна на 10.000. Сакав на 5, знаеш како ми каже Сладкар мене? Зашто таа 5 да тонесе на 10 кога може 10 на 20? Дека се Тачно е. чукна по главата дека му права си Марко Сладкар. Дека може да започнеме со денешното видео. Значи ставете лайк, subscribe, најбитно све. Дијана фоловете на Instagram, Сун и она кој отвори канал и subscribe да Имам газиме канал, се. мора бот. Колку сум ја неупатен. Значи, за ова сега имам уште некое прашање. Чекате за тоа што јас работам, иначе додека снимаме. Иначе warning на само ово видео без цензури. Мислам нема да има псовки, се разбереме, али доста интересни прашања, значи на такви теми. Експлицитни. Табу Табу теми. Ајде, значи имаме 7, тоа се 14. Ајде, пута два. ајде. Кој те најголем фетиш кај машките? Еден најголем фетиш. Едно да ми кажеш. Пример да речеме, не знам што ти привлекува најмногу рацете, не знам. Насмевка, не знам, муабет, ама не е тоа фетиш, бе. Значи, И парфем. насмевка. И парфем, леле, денеска не стај Да. парфем. Ама не стај джабе. Што ми од другата кола, се осеќа. Се осеќа добар. Се свиѓа? Добро. Да. Никола, дали би учествувал во тројка со Анџелина Џоли, ако третиот член е Давид Давидовски? Не. Зошто? Давид Давидовски муабет не би правил, ко прво не у тројка да учествувам ти. Не, значи не. Анџелина Џоли би ја Абе, пропуштила не, ради да, Давид да, Давидовски. Да, немам тоа пример со овој морам. И Не. да ве гледа. Не. Штета. Неќам тој лик, не знам што ме работева, значи ми има блокнато колку што видов, пошто и не гледав кај Марио на подкаст, вика преку 1000 души има блокнато. Друже, што ти е проблемот мене ме блокнеш, текнува. Баш кога види го како се експонира јавно. Така е, не за ова те Не поддржавам. може дете мој година да го гледа Давид Давидовски, пошто тој не бира што ја гледа, тоа му излага на TikTok. Ме разбираш? Тачно. Пишете вие како мислење имате на оваа тема коментар. Тоа паметно размислуваш за 19 години, браво. На мој 19, веруј доста знам. Леле, Така како се е. пронаоѓам во песната. Мој 19, веруј, доста знам. Леле. Ај. По пат 3 пати ја слушнав. Ова баш ме интересира. Дали имаше дечко дори беше во затвор? Како ја патив? Леле. Како Познала? затвореник? Да, затвореник. Не, имав од надвор дечко што не беше. Не тоа ме интересираше, дали од таму? И Не, ти дори си не, била не. таму, си имала љубов со него. Имаше, не, си имав дечко со кој што бев од Белград со него, мислам бевме раскинати пред да влезам во затвор, тоест у притвор. Па, кога влегов у притвор, стварно многу ми помогна, многу ми се најде. Мене знаеш што ме се луѓето да не си помислат некој што те нема слушнато дали ја знаат приказната или Нема везе, сигурно ќе прочепка, да знаеш ќе тоа прочепка. како. Не мисля се тука со криминалец дека Да, стигам, не, дека- ете дека јас сум добра девојче што работи и што снима. Чиме до мене тука немајте гајле. Нормално. Ајде сега, чекај. Дали ова што го работиш, го правиш од љубов или за да бидеш славен и за да вртиш поише девојки? Не, за поише девојки баш напротив. Гледам дека, знаеш што се гледа пример некоја што ја знаеш пред и за Добро. време на овој процес и тек што ќе ги запознавам. Се гледа дека се ради тоа
со мене како ти обяснам. Разбираш, тоа ми е единствената мана во оваа работа, пошто некој да ме гледа така. Така да не знаеш дали стварно и се свиѓаш, има чувства или само за филмот си го прави за тоа што да, таа работа не знам, сакам. Иначе јас сум го размислувала тоа истото и многу е тешко. За пари, нормално за пари, али пред се љубов огромна према ова, затоа што знаеш како се будиш брат и го работиш тоа што го сакаш. Ти си го создаваш сам системот на себе. Ама ти ми кажа дека исто си тренирал кошарка, така? Значи тоа било прва твоја љубов. Да, али од мал сум имал према YouTube, сум снимал ја порано кога снимаа GP MIP, али не успешно. Сега валјда ќе биде успешно. Колку заработуваш месечно? Да кажеш на цифра. Пошто со оглед на тоа дека си била во затвор, сигурно додека си била во затвор и сега, не е исто. Не е исто, да, у затвор кога бев банкротирав нормално, ама не можам сега да ти го одговорам ова прашање. Не знам како да ти го одговорам. Боле да кажам ич него да кажам 100 евра или да кажам нешто. Значи сакаш да едеш? Ќе јадам, не можам да ти го кажам тоа, не можам да ти го кажам тоа. Ајде, окей, не ќе да кажеш. Ајде вака да видиме, може да го свртам или сакаш ти да биде фер? Ајде ти, ајде. Пак ќе покажеме. Значи, стробери, банана смути или мртва риба? Мртва риба или... Лето, молам. Чекај, само... Зашто само не кажа? Така, зашто не кажа го пари, кажеш? Ајде. Банана смути или мртва риба, шо? Убаво е? Да. Леле. На шо има вкус? Тоа е стробери, банана смути. Ама не знам шо е ова. Ама што е, тоа е банана смути? Тоа е! Ме води 1-0 ова бомбони, ја немам среќа ова никад. Постои ли нешто што е табу или е забрането, а тебе те привлекува кога размислуваш за тоа или те привлекува пример кај девојка? Важи дека е табу, дека не е толку општо прифатено у општеството. Пример да речеме, лупам те привлекува и не такво нешто? Не такво нешто, па нешто не знам табу, не знам тетовирани девојки, не знам такви работи, некој нешто што е табу, нешто што не е толку прифатено во општеството. Многу сакам девојчиња со убави образи. Да, тоа ви е мене пример. Буцки. Не буцки, али да има убав образ. Па како не? А тоа, значи образи многу сакам кај девојчиња. Значи, особено кога ми е девојка, не толку пунички, примерно она може да става само така да скуиши миши, разбираш така. Колку ти е боди каунт? Колку ти е боди каунт, Диана OG? Значи ова ме прашуваш, не ти е срам да ме прашаш ова? Ма ти реков се прашувам. Незгодно со Диана OG и Поповиќ. Тај го тоа, дај не заебавај, не ме прашуваш глупости. Не кажувам, не можам да го кажам тоа, не можам да го одговорам тоа дали си нормален. Добро, дали се над 5? Да. Добро. Ето, доста беше. Само мора пола бомбона да кажа. Дај, Шалам, не мора, ајде. Над 5 се бит, ајде. Ама стварно ми направи незгодно сега, не знам. Не, па незгодно се вика, не те разбирам. Вика ми направи незгодно. Добро, се збори по градов дека имаш фуд фетиш и дека сакаш да кинеш подвезеци со заби, чиви подвезеци си кинал. Ау, сине, па ти се бодеш. Како не е тоа вистина, која јас сум слушнала од прва рука. Веќе јадам една, што се? Ајде. Опа. Зеленото? Да, Juicy Pear или ова не знам што е друго. Мрсул или... Јо! Ја, само стикам. Значи, мрсул или рушка? Еве ти го. Тоа е добро. Валја Juicy Pear, чем не ми е гадно. Добро. One of one сме, леле. Оно мора да го говориш. Добро. Колку месечно заработуваш? Од OnlyFans само. Испод $3,000 не сум била. Кога бев испод $3,000 $3,000? не сум била. Да, ама тоа е малце. А колку ти беше она како претплата? $30. Испод 100 луѓе. Не си имал. Па сега зависи. Ја тука ќе се замарам, барај спонзори, ако е само последниот месец. Најак месец кој ти бил? И колку? Не, кој него колку само? 4.800. 4.800 евра. Ама тогаш стварно Ја ќе се замарам работа. комбинација бизнис ваков, отвори она, закупи она, спонзор овој, спонзор тој, монетизација. Дружи, иди слика. Па иди отвори. Млад дечко е згоден. Дали поише те пали кога девојката е постара од тебе и зошто? Пример има некој што се помали од мене, не ми изгледа дека е помала и мене не ми мења тоа годините. Али па пак знаејќи дека е постара те пали поише, не знам зашто. Интересно ти е пошто ако пример ти ја приликуваш нејза си помал, интересно е тоа, не знам. Машково его, да, разбирам. Дефинитивно. Како добиваш инспирација за текст? Пример дали мора да има некое влијание? Не. Легит, пример, сега се седиме вака, Да, си само пишеш ќе пуштиме бит, ќе го послушам малце, ќе пуштам микрофон снимање, правам мелодија и сиднувам да пишувам текст, сега зависи нели што ми се случува. Не се вика ова лагите со Диана OG. Не, вистина се. Инспирација така, од нигде никаде. Да, од нигде никаде. Океј. Збори дека
Ти го има фрлено меракот, би се впуштил ли во некоја акција со Во него, ниедна- ама не не. пример во на конотација, него дали би соработувал со него, иако Значи го сака нека го има меракот, ништо немам против него, али знаеш дека многу кои што биле со него успеале во животот на тоа не е така, мојот начин да успеам. Јас сум си доволен сам на себе. Како ја викам, глеј, пример ако сакам да достигнам некоја цел, без никој можам, пошто ќе достигнам, али со екипа и меѓузаемно работење полесно ќе стигнеш. Речеме, глеј сега, ја и ти ќе направиме песна за да има 100.000 прегледи, така? Ќе направам 5 месеци да петата да стигне 100.000. Вака може од првата ќе стигне. Ме разбираш? Никогаш не се откажувам и не ми треба никој за да стигне до некоја цел. Тоа и он какви сака мераци некој има, јас не сум таков едноставно и крај на приказна. Стигнавме до моето последно прашање, а тоа е зашто раскина со тракер? Заради тоа што Кажи ајде главната. падна педарчи во однос на мене. Опиши се, што е педече, што е околно кажи ја причината, да речеме. Па немаше превара, никој не се извара тука, едноставно когаш слабите мажи не можат да ги пратат јаките жени како што Значи бил сум слаб јас. маж. Така. Тоа заклучуваме? Океј. И последното прашање за Попович, леле ставите субскрайб. Вака сега, да мора да ми шепнеш нешто безобразно на уво. Што би било тоа? Дај да јадам, значи, не, дај да јадам, ајде. Ама зашто На си крај. сега? Па не сум спремен да со јака жена, разбираш, тракер брат. Дај да јадам сега, не можам ја ова да кажам. Кој е плавот? Да, плавово е Berry Blue или Toothpaste. Не, Ова не шо може, да е- не може, не може, Ајде, не. друго. Леле, Истото за тебе? калинка или... Ко завој, како ти објаснам? Да ти шепнам се? Што е? Оу, нали можеш да осетиш. Осеќаш? Чекај, го осетиш. Лошо е. Многу. Оу. Ај жеми ти розово имаш кога ќе се падне. Оу. Леле, колку е гадно. Оу. Шит. Завој? Завој, така. Ау. Еден сме во добро и во лошо. Гадно многу, компликна. Оу, на расипан зуб ме подсеќа ова. Добро бе, не беше тешко толку Не ете беше што. тешко, Убаво добра, видео ти си направив рече и реков јас. дека многу страшни прашања ќе имаш. Дечки, тоа е тоа за ово видео. Фала им многу што гледавте. Фала ти многу Дијана што гостуваше во моето видео. Ќе гледате уште колаборации сигурно, затоа што Дијана е најлудата девојка што ја познавам на оваа сцена. Ќе направам уште полуда. Фала ти на поканата. Иначе денеска сум цел ден активна и у 5 за 12 ме викна. Многу бев неспремна за ова видео. Се надевам дека ќе ви се допадне и заследете и лайк, шер, сабскрајб. Дијана Оџи е тука вака Инстаграмот, тука вака мојот Инстаграм. Ставете субскрајб доле уште една ве потсетам. Кажи што спремаш сега ти? Премаме нова песна. Албум или песна? Песна од албумот, четвртата песна од албумот. А чекај, веќе тебе ти е во протокол. Мене уствари ми излагаат месец за месец, песна за песна и Јасно. нели за 6 месеци си го исполнувам. Како сега новата песна ја да откриеме? Нема реприза. Нема реприза, ми се свиѓа тоа. Браво, значи ти дошло памет. Да. Така? Да. Следешки фала многу што гледавте ова видео, пишете во коментар што сакате да гледате, дали сакате некој видео со Дијана OG и тоа е тоа, лайк, шер, субскрайб, уште еднаш и се гледаме во некој наредно видео. Дечки, се гледаме, поздрав!